Почитувани, скандалот со злоупотребата на полицијата за партиски цели во Демир Хисар јасно потврдува дека ВМРО ДПМН не бира средства за да ги заплашува граѓаните пред избори. Но времето кога некој се плашеше од ваквиот кукавичлук на ДПМН е одамна минато. Граѓаните масовно се спротиставија на ова насилство на полицијата и застанаа на страна на правдата во овој случај на полициската злоупотреба за партиски цели. Откако обвинителството вчера јасно потврди дека немало наредба ниту налог за приведување на директорката, денес бараме итно обвинителството да покрене постапка за кривична одговорност на партискиот послушник, началникот Роберт Мартиновски. Мартиновски, човек на Тошковски и поставен уште од првиот ден на неговото доаѓање на министерската функција, е очигледно ударна тупаница на ДПМН за заплашување на граѓаните и малтретирање пред избори. Обвинителството не смее да молчи. Постапка мора да се покрене веднаш. Согласно законот, кривично мора да одговара Мартиновски, без никаква дилема. Понатаму, инспекторот Ѓорги Митревски, кој бил унапреден истиот ден кога се случил настанот, наместо да раководи со претресот, му дозволил на Мартиновски да го превземе случајот. Прашуваме, по чиј налог? Дали по налог на некој близок на Тошковски за да се врши терор? Што уште треба да се случи за Тошковски да понесе одговорност за распадот и злоупотребите што ги прави полицијата? Дали со тоа потврдува дека овој случај е под негов диктат? Дали ќе се огради директно од Мартиновски и ќе покрене кривична постапка против својот началник? Нели велеше дека брат да му е, ќе одговара? Почитувани граѓани, Тошковски демонстрира сила врз жена директорка која е болна, што е потврдено од лекар, но ги брани насилниците и криминалците поврзани со влен, кои вршат насилство во Чаир врз државни службеници. Тошковски наредува да се апси жена без налог, но истовремено нема проблем да шетаат слободно познати криминалци како ѓаволот, барани со потерница. Тошковски и Мицковски мижат пред криминалот на влен тежок 225 милиони евра. Молчат за десетици скандали со местени тендери, ама немаат проблем за предизборни партиски цели да малтретираат болна жена за да ја сменат. Ова е дефиниција за политички кукавичлук и грозен пример на насилство. Тошковски не донесе ништо друго освен селективност, неправда и полиција во заштита на криминалот и партијата. СДСМ бара Панче Тошковски да не го зацкрива случајот со внатрешна контрола и да не ја замајува јавноста. Началникот Мартиновски веднаш да биде разрешен, а МВР да му поднесе кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување. Основното јавно обвинителство во Битола мора да реагира, да ги истражи сите аспекти на незаконско поставување на полицијата и кривично да ги гони сите инволвирани. Дополнително, целиот случај со прогонот на Лозановска мора да биде санкциониран. Одговорност мора да понесе и Панче Тошковски, затоа што тој е виновен за началниците кои ги поставува. Ова што се случува во МВР е скандал по скандал. Потврда за опасноста од партизација на полицијата со новиот закон, што доведува до ерозија на правниот систем. Кога полицијата е злоупотребена, правдата е парализирана. Нема правда со ВМРО ДПМН и Панче Тошковски. Има само селективност и злоупотреба на полицијата за партиски цели. Ви благодарам.